Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Вечерва зборуваме за финансирањето на политичките партии и неговата контрола. Од 2018 година наваму, политичките партии добиваат 150% повеќе пари од државниот буџет. Во 2020 и 2021 дури 58 партии примиле државни пари. За 10 години, државата за редовно годишно финансирање на политичките партии одвоила околу 27 милиони евра. Државата најмногу пари на политички партии им сплатила во 2019 година, дури 5 милиони евра. А за независните кандидати ни денар, тие немаат право на државно финансирање. Како до потранспарентно и порамноправно финансирање на партиите? Да, како до потранспарентно и порамноправно финансирање на партиите, за ова вечерва ќе разговараме со Агим Нухиу, заменик министер за правда, вечерва представник на ДУИ, Гордана Димитриевска-Кочовска, подпредседателка на ВМРО ДПМН, Татјана Димитровска од Државниот завод за ревизија и Миша Поповиќ од Институтот за демократија. Реклами па дебатата. Гледате 360 степени. Во изминатите 10 години политичките партии добиле околу 26,5 милиони евра од државниот буџет за финансирање на своите активности. Во 2018 година вкупната сума што треба да се троши за оваа намена беше зголемена од 0,06 на 0,15% од изворните приходи на буџетот или за 150%. Објаснувањето беше дека така ќе се намали потребата од донации кои пак се врзуваат со ризик од корупција. Дали и колку овој потек се покаже за правилен е едно од прашањата за кои вечерва ќе разговараме со Агим Нухиу, заменик министер за правда, вечерва во својство на представник на владеачката ДУИ. Добро вечер, добре дојдовте. Гордана Димитриевска-Кочовска, подпредседателка на ВМРО ДПМН, патем одговорна за финансирањето. Председател на Комисија за надзор на материјално и финансиско работење. Добро вечер, благодарам на поканата. Благодарам што сте со нас. Татјана Димитровска, помошничка на главниот државен ревизор од Државниот завод за ревизија. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, ви благодарам на поканата. И Миша Поповиќ, постар истражувач во Институтот за демократија, еден од авторите на истражувањата кои што ни се основа за вечерашнава дебата. Добро вечер. Благодарам што сте со нас. А ова што сега го кажа во најавата за Поповиќ, повеќе ќе видиме од сторијата што следува на Ирена Каревска како вовед во дебатата. Активната блокада е излез од националната катастрофа која што вие ја приредувате во нашата држава. Туку да има уште повеќе. Би сакал Гледам дека има напади. Сега ќе ме слушаш затоа што цел ден ве слушам од Сабајле како си живувате. Океј, разбирам, не си бил цел ден тука и сега си нервозен. Срамота. Кој да се тепа, бе? Кој да се тепа? Седи како. Поди седи на своје место, каде си за тепање. Бескрајни расправи, тактички блокади, па и физички пресметки. Не се ретки сцени во законодавниот дом. Не ги почитуваат собствените граѓани и собствените посебно гласачи и не можат да направат кворум. Јас немам мнозинство тука за одлучување, не одлучувам јас. Седите, братове, седите. Во многу ретки случаи, пратениците сепак гласаат сложно и без караници. Така беше во 2018 година, кога на лидерска средба власта и опозицијата се договорија за 150% да ги зголемат парите со кои од државниот буџет се финансираат политичките партии. Кога се гласаа измените на законот во парламентот, никој не беше против. Аргументот на политичарите беше, ако се зголемат парите од државниот буџет, партиите ќе бидат помалку зависни од донации, кои пак носат ризик од корупција. Какви се ефектите 4 години подоцна? Меѓународниот републикански институт од САД, ИРИ, со Фондацијата Отворено општество Македонија, го анализирале редовното партиско финансирање со пари од буџетот од 2011 до 2021 година.
Од 2011 до 2017 година, средствата што се одвојуваа за партиите изнесуваа 0,06% од изворните приходи во буџетот. Во споменатата 2018 година, тој процент се зголемува на 0,15%. На почетокот на ковид пандемијата, во 2020 година, владата донесе уредба со законска сила, со која тој износ се намали на 0,04%, но тоа не траеше долго. Подоцна истата година, со законски измени, процентот од изворните приходи на буџетот што оди за партиите се зголеми на 0,105%. Во пари, во периодот 2011-2021, партиите инкасирале околу 26 милиони евра од државата. Најмалку, близу 1,2 милиони евра, добиле во 2011 година. Најмногу добиле во 2019 година, околу 5 милиони евра. Во последните две пандемиски години, во партиите се влеваат по околу 3,5 милиони евра буџетски средства. Но додека неколкукратно се зголемени парите кои партиите ги добиваат од државата за своите редовни активности, што значи без активностите за избори, истражувачите од Фондацијата Отворено општество Македонија откриле дека нема намалување на партиските приходи од приватни донации. А токму намалувањето на приватните донации и нивното влијание беше објаснувањето зошто партиите треба да се финансираат од буџетот. Имајќи во предвид дека целта која што имаше законската измена зголемување нели на процентот кој што се одвојува за годишно државно финансирање не е остварена, а со тоа и не се намалени ризиците кои што ги носи приватното финансирање, сметаме дека треба да се размисли дали навистина има потреба толку висок процент од буџетот да се одвојува за оваа намена. Моделот на државно финансирање на партиите е таков што најголем дел од колачот оди кај големите партии. Она што е проблематично за невладиниот сектор е што независните кандидати немаат право на државно финансирање, што создава услови за нефер политички надпревар. Сметаме дека треба да се вклучат непартиските актери во системот на финансирање, имајќи во предвид дека навистина остваруваат резултати како и политичките партии на изборите и со тоа да се намали таа структурна предност која што имаат политичките партии во изборниот процес. Фактот што партиите добиваат државни пари ја донесе логичната последица дека тие ќе мора да бидат отчетни за тоа како ги трошат тие пари. Но освен што голем дел од партиите и понатаму не се транспарентни и не до крај, анализите на невладиниот сектор покажуваат и дека немаат однос кон надлежните контролни институции, клучно кон Државниот завод за ревизија. Например, во ревизорските извештаи за СДСМ со години се провлекува забелешката дека партијата и понатаму ги уплаќа средствата од членарина од секоја општинска организација директно на сметка на партијата во вкупен износ. Тоа значи дека не се почитува начелото да се знае кое лице колку платило за членарина. ВМРО ДПМН нема доказ за бројот на седишта и начинот на користење на изборни штабови. ДУИ има договори за користење возила на физички лица, но не и цена по која исплаќа за услугите. Алијанса за албанците исплаќала фактури без подкрепувачка документација. За жал во пракса се покажува дека многу малце се постапува, нити па имаме како јавност контрола врз процесот, односно што всушност партиите направиле или постигнале со при постапување на забелешките од државниот ревизор. Освен Државниот завод за ревизија, надлежност за контрола на партиското финансирање има и Државната комисија за спречување на корупција и јавното обвинителство. Но според Митевски, проблем се и аномалиите во синџирот на комуникација. Тој триаголник не можеме да видиме дека соодветно функционира во пракса. Од друга страна, државниот ревизор може само да констатира. Државната комисија за спречување на корупција има одредени надлежности и да постапи, но сепак треба да се најдат многу поефикасни алатки, прекршочни одредби со кои ќе може и на самото место кога ќе се увидат одредени недостатоци, овие институции да постапат. За малверзации и незаконско финансирање на партиите е предвидена и кривична одговорност. Го конфискува недвижниот имот, партиското седиште на ВМРО ДПМН. Единствениот таков значаен пример е неодамнешната првостепена пресуда во случајот на СЈО Талир 2 за финансирањето на ВМРО ДПМН, кога оваа партија беше на власт.
Митевски и Мирчевска се согласни дека се потребни реформи за зајакнување и на контролата и на казнената политика. Јавното обвинителство игра клучна улога за откривање и гонење на покрупните работи. Така што нивната улога во овој систем е длабински понатаму врз основа на фактите и сознанијата кои што ќе произлезат од одредени истраги на ревизорот и на Државната комисија, да покренат обвинение и тоа да биде проследено во судските органи. Сметам дека граѓанскиот сектор, академската заедница, дури носителите на одлуки, откако ќе имаме правосилните пресуди, треба во суштина да се навратиме наназад и да видиме во суштина кои се системските недостатоци на системот кои што во суштина дозволиле овие злоупотреби да се случат воопшто. Значи кои се механизмите кои што ги користат оние кои што имаат за цел да наштетат, кои институции ненавремено спровеле надзор и со тоа не алармирале, кои институции можеби навремено постапиле, меѓутоа државните институции немале слух за нивните препораки. Без политичките партии не може да се организира политичкиот живот во една демократија. Поради тоа партиите добиваат пари од буџетот во голем број од развиените демократски земји. Не постои единствен модел. Секоја држава го уредува прашањето согласно сопственото искуство, пракса и потреби. Какви и да се правилата, императивот секаде е дека мора и доследно да се почитуваат. Добро, беа фрлени повеќе тези за кои што можеме да дебатираме вечерва. Имаме компетентен состав за дебата. Би почнал сепак со партиите, представниците на партиите, Агим Нухиу Дуи, Гордана Димитриевска Кочевска, ВМРО ДПМНЕ. Господин Нухиу, дали според вас како генерална некаква оценка за почеток кратко само сметате дека соодветно е поставен сега целиот овој систем, начинот на финансирање, неговата контрола, транспарентноста на партиите? Tani duke dëgjuar raportin që sapo prezentuat, do dua të theksoj që në aspektin general gjërat janë të vendosura ashtu siç duhet, sepse kemi një kuadër normativ, janë një sër ligjesh të cilët përcaktojnë mënyrën, formën e finansimit dhe të kontrollit të mjeteve financiare të partive politike, dhe këtu kam parasysh kodin zgjedhor dhe ndryshimet që janë bërë në kodin zgjedhor, në ligjin për partitë politike, në ligjin për finansimin e partive politike dhe ndryshimet që kanë ndodhur në këtë ligj dhe ligjin për themelimin e qendrave partijake hulumtuese dhe kuadrin institucional. Entin shtetëror për revizion, Komisionin zgjedhor, Komisionin shtetëror kundër korrupsionit dhe institucionet tjera ligj zbatuse. Segmentet të tjera të cilat pretendohet se janë problem, sigurisht që ne jemi të interesuar për të dëgjuar të gjitha argumentet, përfshirë këtu edhe për mënyrën e mbulesës edhe të denarit të fundit se si arkëtohen dhe si shpenzohen në kuadër të partive politike, po flas generalisht, ose për çështjen e parimit të barazisë ose mos diskriminimit se i përket përfaqësuesve në Kuvendin e Maqedonisë, përkatësisht në për këshillat komunale, ashtu siç dëgjuam në raport për deputetët e pavarur ose këshilltarët e pavarur, se ata duhet të marrin mjete nga buxheti i shtetit, a janë ato organizata politike apo gjëra të tjera. Да го опфатиме. Кочовска, една од тезите во сторијата беше дека зголемувањето на процентот во 2018 година од 0,06 на 0,15 од изворните приходи на буџетот, според анализите не ја одиграл својата примарна улога, а тоа е да ги намали приватните донации, кои пак чувме се врзуваат со корупција. Што мислите вие за тоа? Има дури и конкретна препорака дека може би треба да се размислува за процентот да се намалува. Јас во моментов можам да зборувам за состојбите во ВМРО ДПМНЕ, бидејќи навистина не ги следам другите политички партии и нивните извештаи. Дали е плюс или минус не можам да кажам, меѓутоа ете таква една ситуација секогаш имам да ми е приоритет што се случува во ВМРО ДПМНЕ и можам најодговорно да кажам дека во ВМРО ДПМНЕ имаме сериозно намалување на донациите кои што доаѓаат од физички и правни лица. И тоа го констатира и Државниот завод за ревизија, еве пред мене извештајот од 2019 година, но податоци има за 2020 и
2021 исто така се објавени, од каде што јасно може да се види дека дефинитивно донациите кои што ги имаме од физички лица се сериозно намалени, да не речам за 3-4 пати преполовени. Ако се вратиме на 2018 и 2019 година, кои се можеби најубав репер, бидејќи во 2020 година се смени законот и може да се префрлаат донации од редовна сметка на изборна, сега да не ги мешаме, работиве многу, првен да се фокусираме на ова. Значи, ако ги гледаме 2018 и 2019 година, кога немавме промени во изборниот законник, тогаш може јасно да се види дека кај ВМРО-ДПМН имаме драстично намалување на донации од физички лица. Господин Хил, вие не сте одговорен за финансиското работење на партијата. Имате увид вие евентуално како кајва се таа пропорција? Сигуришće në kuadër të Bashkimit Demokratik për Integrim, kemi shërbime të specializuara që merren me çështjet financiare, megjithatë do dua të theksoj për opinionin e gjerë se pas ndryshimeve në kuadrin normativ, se i përket edhe çështjes së limiteve që ju përmendet, edhe në Bashkimin Demokratik për Integrim, nëse marrim për bazë krahasimet e raporteve tani më të cilat janë institucionale dhe në shikim të gjerë publik, mund të shikojmë që kemi një ulje të hyrave nga donacionet në kuadër të Bashkimit Demokratik për Integrim. Bie fjala nëse në vitin 2019 subjekti ynë ka realizuar të hyra nga donacionet diku 128.000 euro për gjatë vitit 2019, në vitin 2020 kemi ulje drastike prej vetëm 41.000 euro. Po ashtu shënohet vetëm një rritje e lehtë e të hyrave nga antarësia. Në qoftë se në vitin 2019, në Bashkimin Demokratik për Integrim, ne kemi arkëtuar 17.000 euro nga antarësia, në vitin 2020 kemi vetëm një rritje të ulë prej 2.000 euro. Do më thonë, në qoftë se marrim për bazë gjithë këtë mozaik, edhe ne mund të konstatojmë se pas ndryshimeve të fundit, kemi ulje të madhe të hyrave nga donacionet dhe një rritje të lehtë nga antarësia e partisë. Миша Попович, Институт за демократија, вие не сте автор на конкретните брифови за политики, работевте на добрите европски практики на следење и контрола на финансирањето, на работењето на финансиското работење на политичките партии, но имате ли коментар на овој првичен, да кажем, дел и сегмент? Да, имам. Сметам дека идејата за оценување на ефектите од јавното визави приватното финансирање е потребно да ја има и таа потребно е да биде жива цело време, заради тоа што потребно е да ги оценуваме како граѓани финансиите, значи каде одат парите на граѓаните. Тоа е една работа. Не е само идејата на јавното финансирање да ги намали ризиците од корупција, иако тие се значени кога зборуваме за приватно финансирање. Кај нас ние имаме други проблеми, исто така примери каде што некои од донациите воопшто не се забележуваат, не се заведуваат, кои се видливи во, например, во изборната трка. Понатаму имаме секогаш гласини за тоа дека некој друг плаќа во име на тоа се практично начини како да не влезе тоа низ сметките на политичките партии. Меѓутоа, идејата на државното финансирање е да постигне и некои други ефекти со политичките партии кои што не ги гледаме дека се постигнуваат во земјата. Идејата за јавното финансирање во странство е поврзана со борба против корупција, меѓутоа е поврзана со зголемување на демократизацијата на политичките партии и вклучување на различни засегнати страни во нивното делување. Најчесто се мери преку вклучувањето на жените и вклучувањето на младите во креирање, субстантивно креирање на позициите и политиките на политичките партии. Дека има дел од тоа финансирање е целно, баш за поттикнување на тие политики? Во странство, да. Значи, вие кога држава се решавате да дајете пари некому, како што, например, државата кога ќе даде пари на невладини организации, треба да се постигнат некакви цели. Дали државното финансирање, дали државното финансирање на политичките партии исто така треба да постигне некоја цел, што не е само оспособување на политичките партии да се тркаат на избори,
туку да се демократизираат. Повисок јавен интерес. Бидејќи и тоа ги намалува на долг рок ризиците од корупција и ги прави одлуките што се носат во политичките партии подобри. Да, вечерва со нас имаме представник на Државниот завод за ревизија, една од државните институции задолжена за следење и контрола на финансиското работење на политичките партии. Татјана Димитровска, помошничка на главниот државен ревизор, е со нас. Од последните ваши ревизорски извештаи, што како сумарум можете да кажете во смисла на проблеми кои што ги констатирате? Работењето на политичките партии, односно начинот на обезбедување на приходи, трошење или расходи на средства, се уредени со Законот за финансирање на политички партии. Како што и во прилогот слушнавме, со Законот за изменување и дополнување на Законот за финансирање на политичките партии, процентот на средства кои што се одвојуваат за годишно финансирање од буџетот на државата бележи, почнувајќи од 2004 година, тенденција на зголемување, се до моментот во 2020 година со носење на уредбата за законска сила на услови на пандемија, кога тој процент се намали. Од анализите со кои што располагаме, од финансиските извештаи кои што ги изготвуваат политичките партии, можеме да констатираме дека јавното финансирање бележи тренд на намалување, дури некаде околу 30% во однос, ќе земеме 2019 во однос на 2018, тој процент продолжува и во 2020 година. Во голем дел од политичките партии се забележува и тренд на намалување на приватните извори на финансирање, кои произлегуваат од донации и од чланарини. Државниот завод за ревизија како врховна ревизорска институција несомнено не сме да се свати како институција која има репресивна улога, односно ние постојано ја следиме постојната законска регулатива и даваме препораки за нејзино подобрување. Со ова сакам да укажам на одредени проблеми кои што се нерегулирани во постојната законска регулатива, а се доста значени, особено во делот на финансирање на политичките партии. Имено со измените на изборниот законник, кој што изборен законник е во тесна корелација, како еден вид лекс специалис, кога станува збор за финансирање на политички партии, има доста неусогласености и недоречености токму во финансирањето на сметките за изборна кампања, кои што сметки се финансираат со средства од редовната сметка на политичката партија. Што тоа значи? Со измените на изборниот законник се овозможи политичките партии од средствата на сметката за редовно работење да се трансферираат на сметките за изборна кампања. Во Законот за финансирање на политички партии децидно е наведено, односно уредено, дека со средствата за годишно финансирање од буџетот на државата исклучиво може да се користат, односно трошат за остварување на целите на партијата кои што се утврдени со статут, закон и други акти. Но не избори. На ваквиот начин, на вака уредено законско решение се доведува во прашање редовното работење на политичката партија, односно дали сите средства, имајќи во предвид дека дел од средствата се префрлаат на сметката за изборна кампања, ќе може партијата да си ги остварува своите цели утврдени со закон. И сметате дека тоа треба малку попрецизно да се регулира? Токму така, наназад години во континуитет со донесување на оваа законска измена, ние во делот на системски прашања, односно останати прашања, укажуваме на потребата од доуредување на оваа одредба во делот на финансирање на изборната кампања од средствата на редовната сметка. Покрај средствата од буџетот, кои што се одобрени како, односно средства на политичка партија како извор на финансирање, исто така со измените на изборниот законник се овозможи средствата од донациите на политичката партија и средствата од чланарините на политичката партија да представуваат извор за финансирање на трансакцијските сметки за изборна кампања. Ние знаеме дека Законот за финансирање на политички партии ги уредува приватните извори за финансирање, како и од каде смее да добива донации и лимитот кој што се однесува на висината на тие донации.
Исто така и во изборниот законник се утврдени овие критериуми, меѓутоа никаде не е уредено ниту во изборниот законник, ниту во законот за финансирање на политички партии до кој износ, до кој лимит може средствата по основ на донации од сметката за редовно работење да бидат трансферирани како донации на сметката за изборна кампања. Исте и случајот со чланарините, кои што чланарини се извор на финансирање, се редовен... Чувме кај СДСМ дека една од забелешките е дека топтано на чланарината се уплаќа на партиската сметка од страна на општинските организации без да биде јасно кој колку уплатил. Имат ли во СДСМ некаков посебен регистар што го водат настрана? Значи, политичките партии си носат свој интерни акти со кои што ги уредуваат начинот на евиденција, прибирање и располагање со средствата од чланарина. Чланарината, како што кажав, е исто така еден извор на финансирање на изборната сметка. Ние како Државен завод за ревизија исто така предлагаме решение за оваа состојба да се изврши измена и дополна, односно точно да се унифицира или еднообразна евиденција да се воспостави за водење на чланарините во деловните книги, нивно значи сметководствено евидентирање, да се добие представа, односно увид колку се вкупните приходи остварени од чланарини и да се точно знае идентитетот на лицето кое што... За да нема вакво шаренило кое што го констатирате. Кое што ја уплаќа чланарината, да не биде уплата во име на трето лице. Да. Едно од прашањата поврзани со државното финансирање на политичките партии е секако прашањето за транспарентноста, но за тоа дебатиравме во една претходна емисија. Во моментот состојбата не е сјајна, но знам дека и со помош на ИРИ, дека се работи на унапредување на веб страниците и дека во брзо време веројатно ќе биде видлив напредокот таму. Една од работите што ги чувме е тоа што независните кандидати не добиваат речиси ништо. Што мислите вие на оваа тема, госпоѓо Кочовска? Значи, факт е дека изборниот законник па и законот за финансирање на политички партии имаат одредени недоречености кои што треба да се доуредат. И тука секогаш нели треба да се работи на подобрување на законите. Не се само овие закони, има мал милион закони во државата кои што треба да се доуредат и секогаш можат подобро. Јас кога зборуваме за финансирањето, морам да споменам нешто, бидејќи нели во најавата имаше и тоа како кога станува збор нели за законот за финансирање на политички партии, едногласни сме и по други прашања и мерки кога се предлагаат за граѓаните и така натаму. Но што се однесува до финансирањето. Последнава година. Не треба да ме погодува тоа толку, бидејќи факт е дека во ретки случаи сте едногласни. И ова е една од ретките работи. Меѓутоа ме погодува еден друг момент, сега да е и Бранко од СДСМ тука, ќе го искоментира истото што ќе го прокоментирам јас. Да не мислат Црвенковски. 215. Да не мислат Црвенковски. Не. Бранко, значи лицето кое што е одговорно во СДСМ исто како мене во ВМРО да помине. Значи 215 милиони денари во оваа прва фаза беа исплатени преко Министерството за правда, односно или преку Трезорот, за политичките партии, од каде што ВМРО, ДПМН и СДСМ како најголеми политички партии добија некаде 88 милиони денари плюс нешто помалку од 6 милиони денари за тој партиско аналитичко истражувачки центар, што значи кога ќе ги соберете овие износи, овие две најголеми политички партии добиваат помалку од 50% од парите кои што се предвидени. И заради тоа сака вечерва да го искоментирам ова, бидејќи во континуитет која ќе оди исплатата за политичките партии, првата галама што се прави е колку добиле. Ние сме голема политичка партија со многу, значи, советници, има методологија на исплата, голем број на пратеници и логично е да е така. Но кој ќе ги погледнете математиките како се прави, тоа еве заменик министер за правда, имаме точно методологијата, е таму тие се и најпрецизни, ќе видите дека од вкупниот износ кој што е наменет не е баш така дека овие две партии им добиваат најмногу средства,
Туку напротив, тие две најголеми партии добиваат помалку и од 50% од средствата кои што се наметнати за финансирање. А сега дали може, повторно се враќам на истото, да се доуреди законот, секако дека може, дали треба значи да добиваат средства и независните кандидати, треба. За локалниве избори имаше еден куп проблеми, па поготово во вториот круг некако дефиницијата не беше, односно членот од законот не беше добро регулиран, па ако погледнете имаа право, но дали се доволно или не се, различно го толкувавме сите. Да, треба да се доработи, не е спорно Трошки се тоа, да бидеме искрени. Сега, како е поставено, тоа се трошки за независните кандидати. Зависи како ќе го толкувате законот. Да кажеме, ние за вториот круг од локалните избори го толкувавме многу поразлично од тоа како го толкува партиите на власт, па искористивме и помалку пари од тие што ни следуваа, затоа што сметавме дека така е исправно, дека имаме право на пари таму, само каде што имаме кандидати во втор круг. Што не беше, да речем, случај со тоа како размислуваа партиите на власта, тие сметаа дека добиваат пари плюс за целата територија, независно дали има избори на тие места или не. Господин Хил, ќе коментирате нешто од ова, иако прашањето и за вас е истото. Треба ли и независните да добиваат? За да го тргнеме впечатокот дека четирите најголеми со голема системска стартна предност тргнуваат во секоја смисла, особено пред избори. Tani nuk mund të them se janë vetëm 4 partitë e mëdha politike të cilat marrin pjesë në marrjen e të hyrave nga buxheti i shtetit. Bie fjala ja për 3-4 vitet e fundit, partitë opozitare shqiptare kanë marrë diku te 1 milion euro nga buxheti i shtetit. Pra janë aspektet metodologjike të cilat janë të përcaktuar në nenin 9 të ligjit për finansim të partive politike dhe distinksioni i 30% dhe 70% se si ndahen mjetet nga buxheti i shtetit janë aspekte të përcaktimit ligjor. Sa i përket çështjes së finansimit të deputetëve të pavarur ose këshilltarëve të pavarur, sigurisht që Bashkimi Demokratik për Integrim çdo herë është i thtar i krijimit të hapësirave për të pasur hapësirë më të madhe për zbatim të parimit të barazisë dhe mos diskriminimit. Jo vetëm të barazisë formale, por dhe të asaj substanciale, barazisë së mundësive dhe shansave të barabarta. Sigurisht që kjo çështje kur do të hapet në për organet dhe procedurat e sistemit politik, edhe do të kemi qëndrim të institucionalizuar. Господјо, да, Димитровска, се реши овој проблемот кај ДУИ со директното уплаќање на пари од сметките на јавни предпријатија на партиската сметка? Тоа може да се забележи од состојбите кои што се истакнати како неправилности во конечниот ревизорски извештај, дека за 2020-та сега зборуваме. 2020 се уште не е официјален, не е објавен, оваа недела ќе бидат објавени, меѓутоа и со ревизиите кои што ги правиме на следење на препораки, на наше задоволство се постапува подадената препорака и веќе тој начин за уплата на чланарини од правно лице каде што членот на партијата е вработен, како пракса е веќе напуштена. Добро, кратко само, да. Ashtu, do dua të komentoj në lidhje me transparencën vis-a-vis çështjeve që përmendet për Bashkimin Demokratik për Integrim. Unë kam informacione që raporti për vitin 2019 parashikon vetëm di rekomandime të cilat janë rezultat i çështjeve sistemore dhe ka të bëjë me tash të quajturat listat regjistruese që të kemi numrat e inventarit dhe çështje që kanë të bëjnë me limitin e pagesave nga antarësia. Do dua të theksoj që do duhet të bëjmë një distinkcion midis antarëve të rëndomt të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe funksionarëve të cilat janë bartës të institucioneve të sistemit në nivel të qendror dhe atij komunal, për të cilin edhe enti shtetëror për revizion edhe ka notuar me vendim të Kongresit, që është organi më i lartë i Bashkimit Demokratik për Integrim, është përcaktuar që 5% e pagës së funksionarit të jepet në mënyrë transparente për finansim të partisë politike dhe sigurisht që не може да значи дека директно од сметките на јавните предпријатија треба да додат пари на партиската сметка. Ashtu, dhe një gjë e tillë nuk ndodh për arsye se gjitha rekomandimet të aspektit sistemor, shërbimet profesionale të Bashkimit Demokratik për Integrim edhe i kanë reviduar. Do dua të theksoj që nuk është e rastit që këto raporte të jenë edhe
pozitiven aspektin general për subjektin që unë përfaqësoj. Në qoftë se marrim për bazë atë që përmendi edhe përfaqësuesi në kryetarja e VMRO-DPMN-s, Ministria e Drejtësisë ose enti shtetror për revizion i cili përcakton se kush janë subjektet politike të cilat nuk i plotësojnë kushtet dhe do duhet edhe të suspendohen nga drejta e finansimit me vendim të Ministrisë së Drejtësisë dhe ata suspendohen nga e drejta për të participuar. Janë 21 parti politike që në vitin 2022 tani e kemi sjellë si Ministri e Drejtësisë dhe i kemi suspenduar këto parti politike për arsye se nuk kanë deponuar 3 dokumente të kyçe tek enti për revizion. Ato që kanë të bëjnë me donacionet, me llogarinë vjetore dhe me raportin vjetor financiar. Popović baravte da komentirate. Во врска со тоа дали е фер или не фер финансирањето. Треба да се земе предвид дека и рекламирањето е помош државна во... Сега зборуваме за рекламирањето во текот на изборната кампања. Да. И таму поголемите партии добиваат најголемиот дел од колачот. Меѓутоа, би сакал да кажем нешто што ретко често се занемарува, така да го наречам. А тоа се членовите. Обично се констатира колку е уредено, колку се собира чланарина или не, меѓутоа, големите партии имаат големо членство. Чланарината е еден начин како да се израмнат во нека символичка смисла и лидерите на партиите и обичните членови. Ние имаме огромен број на членови во однос на популацијата. Повеќе од 10 луѓе на секој 100 во Македонија се членови на политички партии. Во Источна Европа 3 на секој 100 се членови на политички партии. Во Кина 8 на секој 100. Значи ние имаме поише отколку во Кина членови на политичка партија. И политичките партии мора да креираат, и тоа е исто така, постојат модели например во Европа кои што државното финансирање зависи и од бројот од тоа колку вие чланарина ќе приберете, односно каква релација ќе изградите вие со вашите членови, да не бидат тие само некои што очекуваат нешто од вас, лепат постери и така натаму. Поповиќ, бидејќи времето ни е ограничено, добри европски практики, ве молам во неколку реченици што значи тоа? Најдобрата европска практика на дворешна контрола, тоа е нешто слично како што Државниот завод за ревизија го има во земјава, ја има Латвија. Латвија има многу компетенции, латвиската, тоа е комисијата антикорупцијска на некој начин комисија, ги има сите компетенции, таа води случаи пред судови, има прекршачни моќи, има тренинг моќи, значи може да ги обучува политичките партии како подобро да работат финансиски, и истовремено има и ревизорска улога, односно влегува, проверува и така натаму. Успеале многу од негативните аспекти на финансирањето и финансиското работење на политичките партии да сузбијат, да затворат некои политички партии токму заради лошото финансиско работење. Меѓутоа, мислам дека кај нас и како што во прилогот стои, најдобро е да оваа идеја околу сите етапи на детекција, санкција, гонење, треба сепак се уште во земјава да бидат распределени трите институции. ДЗР да констатира. Не сметате дека се потребни некакви системски интервенции во таа смисла? Не, мислам дека е опасно една институција во државата да има многу големи компетенции и така тие се уште е побезбедно да бидат разделени на... Вие, госпоѓо Димитровска, го чувствувате за хендикеп тоа што само констатирате, само може да констатирате како Државен завод за ревизија? Пред известно време Државниот завод за ревизија склучи меморандум за соработка со јавното обвинителство на Република Северна Македонија
со кои што децидно се утврдија сите права и обврски. Имено Државниот завод за ревизија меѓу другите активности врши проследување на сите утврдени состојби кои што се од материјално значење до надлежните институции. Се уреди начинот на доставување на извештаите со точно прецизирање на точката каде што е утврдено состојба која што патува на евентуално постоење на сомнеж, дали кривично дело, неправилност од материјално значење. Така да има со анализа назад на доставени извештаи до јавното обвинителство во последната година, да кажам последната половина од оваа година, нидовме на превземени мерки од страна на обвинителство, голем интерес за постапување од нивна страна и не само од јавното обвинителство и од Министерство за внатрешни работи, од финансова полиција и од другите надлежни институции. Се надеваме на успешна соработка и на поголема интензивираност на овие активности. И вие не гледате потреба од евентуална системска интервенција? Секако дека постои потреба од подобрување на оваа комуникација, за да не звучи тоа дека се она што ќе констатира државниот ревизор останува во фиока. Мислам дека и по нашите извештаи, како и она што говориме ние транспарентно, со зголемување на транспарентноста, дека и доста случаи се откриени и дека таа транспарентност создава позитивно влијание врз граѓаните и овозможува да јавноста се има представа што се случува со нивните пари и на тој начин и ние превентивно да делуваме кај институциите. Госпоѓо Димитриевска Којчевска, како некој од пракса сега, што би смениле вие? Имате ли некаква препорака? Видете, јас За системска промена зборуваме, нели? Значи, јас не можам да зборам, бидејќи ако се фокусираме на она како ние работиме и како функционираме, институциите, значи, гледат, Државниот завод за ревизија гледат, Државната комисија за спречување на корупција исто така во текот на изборна кампања е вклучена со тоа што согласно законот, нели, 3 дена од отварање на сметките мора банките да им дадат пристап на ДКСК да може, значи, секојдневно да ги гледа трансакциите. Извештаите се транспарентни, ги објавуваме, ги доставуваме до институциите, не гледам никаков проблем апсолутно во тој дел и вака морам да кажам дека ние како ВМРО ДПМНЕ, бидејќи нели во најавите повторно цело време во последниве години сите работи и фама се вртат околу нас, еве никогаш не го коментирам тоа, вечерва ќе го искоментирам прв пат. 2020 година сме единствена политичка партија која што има позитивен ревизорски извештај за предвремените парламентарни избори. Да не е случајот со замрзнување на имотот и судскиот спор, јас верувам дека и во делот на редовната сметка би имале исто така чист ревизорски извештај, затоа што мислам дека во последните повеќе од 4 години ние навистина напорно работиме во овој дел, имаме цел тим на луѓе, поделени сме во групи, имаме правилници, значи процедури внатрешни како функционираме и на крајот од денот што и да се одлучи од аспект на тоа како ќе се контролира, ние сме отворени за соработка, сите документи се тука, немаме што да скриеме. Но Хил, од аспект на ДУИ, дали треба нешто да се менува? Га аспекти Башкими демократик проинтегрим, се прекет чешевете мангасиеве системоре, до дуата во тексим ветем те квадри норматив. А тој që tani më është edhe fakt notor që po bisedohet në për tryezat të ndryshme, çështja e riprecizimit të nenit 83.d e kodit zgjedhor, ato që përmendëm paraprakisht për llogarit e rregullta dhe ato që janë llogari për fushata parazgjedhore, dhe nenit 26 mos gaboj të ligjit për finansim të partive politike që lidhet me të njëjtën çështje dhe të revidohen aktet në ligjore. Sigurisht që aktet në ligjore për nga fuqia juridike të duhet të nënshtrohen supremacionit të ligjeve që sapo përmenda dhe gjithçka të jetë në një vit të simetrisë dhe të ngritë shkalla e transparencës që të mund të dhe prokuroria, policia financiare dhe shërbimet e Ministrisë së Brendshme të mund të reagojnë në kohë në qoftë se gjatë këtyre raportimeve vërehet se është cënuar një mirë juridike që paraqet vepër penale. Благодарам на сите што бевте дел од 360 степен. Се надам дека беше важно и интересно публиката да проследи оваа дебата. По паузата е саботажата.
Определувањето прецизна мерка и точна мерна единица од секогаш им било мана на пазарџиите. Умеат да додадат и да продадат дури и тогаш кога за продукт што е во рамки на понудата не може така лесно да се направи конверзија од маса во течност. Имам среден бостан што може да купи секој 3, 4, 5 литра лубеничка. Не се литри, туку килограми, ама во СИ системот па нема ни утврдена единица со која ќе се мери, например, количеството на малигани во крвта. Но затоа постојат лица блиски до дворот кои откриваат кој како се однесува под нивно зголемено дејство. Нивниот лидер кога ќе се опијани, он вика ќе земел пиштол, ќе пукал во овој, ќе пукал во оној. Тога станува Клинт Исвуд. Оваа филмска проценка сепак треба да се земе со задршка поради високото ниво на гнев и суета, кој екзистира во организмот на проценителот, со оглед дека дури и тие што биле верни на неговите естимации за минатото, сегашноста и иднината, пројавуваат сериозна резерва. Пренчов, почитувано што не знам дали знаете, Пренчов е пратеник и е министер за гром. За тој предавнико почитувани слушатели Стефче Јакимовски. Јаска се крсте во оној, јас си рекој тој многу добар моровец. Никогаш и никој во никого не треба да верува. Може би само во оние кои добро знаат да разликуваат обични граѓани од извикани интелектуални величини. Тие се сигурни дека школото не го прави човекот. Тука беа сите влюбени во Кирил Петков, па се цитираше дека бил на Харвард. И сега не знам јас сум запознал многу луѓе од Харвард, никој од нив не оди на вода, по вода вака, нели, како Исус Христос што дел. Сите одат во веце, како што одат сите нормални граѓани. А и нормалните граѓани се научија да диференцираат. Гледајќи премногу мафијашки филмови, но и вести, ним веќе им е јасно кој е производител, кој препродава и кој е бос. Дали е фатен коноп или се работи за чист канабис. Врз основа на тоа создаваат слика подобна за фоторобот. Ако е он со дрога ќе биде мазен, ќе биде мексикан. Срамота во со врска, он оди у едни тренер. Срамота и грота. И на крајот, за оние кои со оглед на околностите и нешто особено не треба да ги интересира. Ние си пари немаме, ние сме минимални пензионери и крпаме крпа со крпа. Дали ме разбираш? Желбата да се најде разбирање е огромна, ама шансите со него нешто да се смени се исти како пензијата. Минимални. Пријатно до петок во 22.